Ни го украдоа минатото, ни ја украдоа сегашноста, сега ни ја крадат и иднината. Ние кога повикавме на овој собир протестен овде, повикавме и на бдење за уставот. Ама изгледа дека ќе треба да се бдее за државата. Да. Зашто држава без устав не бидува, освен бидувала во времето на нивниот така наречен барок, во 17 век. Тогаш немало устави. Тогаш владееле кралеви, диктатори, деспоти и така натаму и така натаму. Ние овој протестен собир го пријавивме на време. Точно назначивме каде ќе се движиме и каде сакаме да стигнеме. И зошто сакаме да стигнеме? За да бдееме за уставот. Во оваа држава, за жал, устав веќе нема. И за жал, тој устав го нема, тој устав е згазен, за да се заштитат интересите на криминалците кои ни ја крадат волјата. Ни ја украдоа слободата, ни го украдоа правото да бираме, правото да бидеме избирани. Но, тоа не може да трае вечно. Тоа дефинитивно не може да трае вечно. И крајот се гледа. Крајот се гледа без оглед на тоа што сме сега овде пикнати во овој чорсокак, иако требаше да бидеме таму. Таму требаше да бидеме. И сега можеме да избираме. Дали ќе се судриме со овие тешко вооружени полицајци, наши сограѓани, за кои не верувам дека се среќни што се пратени овде, сигурно не се среќни, само не смеат да покажат, иако им е непријатно, незгодно им е, зашто знаат дека де факто го оневозможија нашето уставно право. Го погазија законот. Законот кој гарантира дека граѓаните имаат право на протест, доколку не кршаат и така натаму и така натаму. Значи, сега, јас лично мислам дека ние овде не сме дојдени за да се тепаме со полицијата. Молам? Да. Од некои лоши навики никако да се откажат. Ова е една од тие. Јас се надевам дека ќе дојде денот кога ќе се откажат од овие манири. Нема потреба, довога овде има толку камери, снимаат, што татко трошат таму лента. Зошто? Па и таа лента е купена со наши пари. Нема потреба. Ќе им кажеме како се викаме, зошто сме дошле овде, од кај сме дошле, дека сме решиле оваа ноќ да поминеме овде во одбрана на нашето достоинство, нашите права и нашите слободи. И дека не сме тука да газиме никои туѓи слободи. Можеме да си ги почитуваме слободите доколку си ги почитуваме законите. Во овој случај, законот кој ни го даде правото да бидеме овде и потаму од овде, е згазен, погазен. Некој на овие полицајци тоа им го наредил и они молчат. И само да молчат може. Не, јас не велам уа за нив. Јас со нив сочувствувам. И мислам дека јас момент. Ако ја бутнете оградата, ќе се судрите со сограѓаните. Од таа страна. Тоа не сакаме. Сега,
почитуваме, за разлика од нив кои газат. Ние не газиме, ние почитуваме. Може би еден ден сите ќе заклучиме дека со убаво не бидува, ама нема да бидеме во овој чунак. Во чунак не се докажува дека со убаво не бидува. Ќе се изгазиме меѓу себе. Јасно ви е тоа? Значи, предлагам ова наше планирано бдење за Уставот да го претвориме во бдење за државата и да останеме овде до сабајле. Бидете сигурни дека оние гробари на Уставот онде, кога ќе одлучуваат, ќе знаат дека сме овде. Што ќе прави полицијава? Ќе ја држат до утре напладне? До задутре напладне? Нема душа тие, нема душа. Не. Нема душа. Нема душа тие што ги заповеда. Тие нема душа. И за нив, за тие што нема душа, казната ќе стигне. Таа доаѓа, од таа казна не се бега. Во нашиот случај правдата е бавна, ама таа ќе стигне. И ќе ги стигне. Правдата ќе ги стигне. Ја ве молам, со сета почит, за тоа што се одзвавте на нашата покана, што најдовте време, што најдовте енергија, да дојдете овде, да го поминеме цело Скопје. Цело Скопје виде колку не има. Не заборавајте. Виде дека не сме ни 100, ни 200, ни 300, ни 400, туку дека се броиме во илјади.